Здраво, лавови! Добре дојдовте во ова видео во кое ќе ги толкуваме љубовните пораки кои се за вас, лавовите, и периодот кој следи. Значи, овде вака пораките ќе се однесуваат само на нешта околу љубовта. Ќе биде различно за сите, не може сите да ги доживеете работите исто, меѓутоа, штом сте тука и ја слушате поракава, ги слушате поракиве, обидете се да ги вклопите онаму каде што им е местото во вашиот живот и онака како што вас ви изгледа дека е правилно. Што јас сум тука само да ја пренесам пораката, вие сте тука да го најдете местото. Епа за лавовите, периодот што следи ќе биде период на акција, многу активности, премногу активности за вас, лавовите. И за дел од вас ќе бидат активности кои сами сте одлучили и сте решили да ги правите, а дел од вас пак ќе ви бидат наметнати. Но ова наметнување доаѓа како наметнување кое се бара, туку кое вие ќе сакате да го ќе сакате да покажете некому нешто. Вие периодов сакате да покажете некому нешто, на партнерот очигледно. Сакате да му покажете, може би, вие сте во ситуација каде што имате потреба да покажете дека сте на исто ниво, а може би и повеќе. Сакате да му докажете дека вие можете дури и повеќе од него. Не знам зошто, што ве навело на ова, меѓутоа сакате вие да се покажете. Може би во обврските дома, може би во тоа колку придонесува. Сакате вие да покажете дека и вие можете, не само колку него, туку и многу повеќе. Нешто се случило, гледам дека партнерот, може би од нигде и никаде, од ситуација на немоќ, направил нешто кое го изненадило и него самиот, не и за самата, и вас, и сите други. И сега вие сте во ситуација каде што се чувствувате дека треба да действувате и да покажете дека можете повеќе. Не знам како некој надпревар да си поставувате себе си, како на некој тест, меѓутоа никој не ве става, вие самите си се ставате во овој тест. Постои мала можност за некој од вас дека доаѓаат од некој чувство, овие активности доаѓаат од некој чувство на помала вредност, на дека не сте доволно добри. Меѓутоа, јас не знам од каде ви доаѓа ова чувство, тоа не постои. Вие секогаш успевате да бидете на ниво на задачата, вие секогаш успевате да придонесете, да бидете како што треба. И сега, може би ве поттикнала ова некоја работа што ја направил партнерот и вас сега вие некако гордоста вие повредува гордоста. Не треба да се чувствувате така, партнерот не прави ништо за да вие повреди вас гордоста, меѓутоа прави нешто за да придонесе, да се чувствува и самиот убаво. Значи, постои мала можност за некој од вас дека ќе ви биде повредена гордоста, па вие поради тоа ќе треба да покажете нешто големо. И ќе се обидете да направите големо, а вие сте очигледно способни за големи работи, затоа што, ова важи за сите, нешто ќе направите, нешто многу големо вие ќе направите, одите кон некога, кон партнерот очигледно, со нешто ќе подарите, дали автомобил, дали патување некакво, ќе подарите нешто или, добро, ќе зборувам потоцна за ова друго, сега да се фокусираме на ова што го носите, или пак едно големо извинување, или пак, меѓутоа јас си мислам дека е нешто предмет некако. И тоа е прилично големо и
И вие станувате звезда, некако во очите на, не само на партнерот, туку и на така вашето окружување, затоа што и другите ќе слушнат за ова што го правите, вие нешто големо правите. И периодов ќе бидете на врвот, некако вие ќе бидете популарни, ќе бидете на некаков начин звезда. Ќе ве гледаат луѓето со поинакви очи, некако многу моќни ќе изгледате, многу впечатливо е ова што сте го направиле големо. Вас во некои моменти ве загрижува дали ќе успеете, меѓутоа не грижете се, вие сте, како што ви кажав, способни за големи работи и големи дела. Убавото е што ова доаѓа од една чиста емоција, од една убава инспирација која потекнува од убави и чисти емоции. И токму поради тоа ќе донесе ваков успех, ваква голема работа која вие ќе ја направите. И овде вака е можноста дека партнерот па ќе се најде на другата страна, ќе биде изненаден од ваквата ваша голема постапка и сега ќе смислува планови како тој да ви покаже дека може да направи нешто барем толку големо за вас како вие што правите за него. Во секој случај дали ќе направи или не, верувам дека и тој ќе прави нешто да ви покаже, но во секој случај вие ќе му го многу ќе го изненадите, многу ќе го направите да се чувствува вреден, ќе го направите да се чувствува дека конечно и за него идат многу убави денови, времиња, животот му станува посветол, порадосен, поубав. И досега бил таков, не дека не бил, меѓутоа не знам, многу убави работи, многу нешто ќе биде големо. И сега за овој другиот дел од вас, што го споменав преска, што носите. Може би па некој од вас одите со понуда за брак кон партнерот и тоа е нешто големо и ќе го направите на еден многу впечатлив начин, дори ќе биде забележан за некој мал дел од вас, но може би и ќе биде забележан некако по голема публика ова ќе го види. Како, не знам, ќе видиме како ќе се одвиваат работите, меѓутоа може и по голема публика ова да го види. Ќе станете навистина звезда со начинот на запросување, најверојатно. Партнерот ви кажав, ќе биде на седмо небо од вашите постапки, вашиот начин на покажување на љубовта и правење работите, значи ќе биде на седмо небо. Друго што гледам е дека значи вие што сте си во врска, што си имате партнер, што сте во брак, кај вас работите стоят прекрасно, и да не сте моментално во една таква ситуација за која ви зборувам, тоа ќе се случи, значи ќе се случат прекрасни работи месецов, периодов и само оној момент кога некој дел од вас ќе мисли дека ви се повредува гордоста, не грижете се, никој нема никаква намера вам да ви ја повреди гордоста. Работите што ги прават, другите ги прават само за ваше заедничко добро. И за тие што сте сами, јас мислам дека ова се појавува кај сите знаци до сега, не знам зошто е тоа така, дека некој таен обожавател се појавува, некој таен обожавател, некој има длабоки чувства за вас, отколку многу длабоки чувства и се разликуваат од тоа како тој ви ги покажува. Може би некој во вашето окружување чувствува нешто за вас, но тоа не ви го покажува.
Значи таа е обожавател во секој случај. И сега за сите вас ова е некаква порака, дека времето ќе покаже. Сите вие што сте во дилема, што ќе се случи околу некоја работа, пораката за вас е дека времето ќе покаже. Што значи тоа? Значи дека не треба да се грижите за ништо, воопшто не грижете се. Работите ќе се одвиваат многу убаво, многу природно. Вие немате никаква потреба да се грижите за ништо. Прекрасен месец за вас, прекрасни моменти во љубовта и се надевам дека ќе ги уживате до максимум. Драги мои лавови, тоа е тоа за сега. Се надевам уживавте. До следното видео. Чао, чао.